Прскат ги тоа неверојатно. Не лидеш истровијане. Земеш да јадеш пипер патлиџани, пиперо се варе, патлиџаните кисели. Ништо, тоа е вода само прска да му. Уште кој ќе се доближат од селото мирише пиперки на патлиџани, са ништо не мирише, се. За 24 сат се скап. На прскани производи се жалат мнозинство анкетирани граѓани на Штипскиот пазар. Велат однадвор кога ги купуваат производите убави и црвени, а дома кога ги подготвуваат скапо, но разочарување. Плаќаат по солидни цени за килограм, а половина производи фрлаат во канта. Според нив проблемот не е кај сите продавачи, туку само кај одредени кои како што велат сакаат заработка без никаква работа. Ваквите случаи ги загрижуваат граѓаните кои побараат да се слушне нивниот глас. Додека пристигнуваат реакциите од купувачите, ја отворивме анкетата за да се слушнат ставовите и на продавачите и на производителите. 20 динара кило патлиџани јавија тука. Дека ме математиката. Патлиџан само да земе човек што го знае, иначе ово што земат вие на пазарот. Ако е здраво црвецо лом ќе го направи целиот патлиџан, тоа кисел ќе биде. Нема шанс. Ја имам оранжерии, што? Ти знаеш, ја имам оранжерии. Ја оваа година ти кажам 10 тона најмалце, ја човек узима, кажи патлиџан. 10 тона најмалце патлиџани имам продадено. Истровијане не да ми струват. Не, дето вика пролив, тоа е. Земе да јаде кисело. Не бива. За миришање тоа не мирише што правиш ни пипер, ни месо. Нема вкус. Ништо, тоа е вода само прска да му. А едно време како беше? Едно време кога правиш една лъжичка ставиш маси и направиш јадење до замрак. Баво ли беше? Да. И замирише на јадење на ручок што пржи, за пршка се. Квалитет денеска нема ништо. Тоа на сите да ни е јасно, многу се прскат со пестициди и овоши и зеленчук. Се е прскано, знаеме дека е прскано, ама нема друго не прскано да земеш. Не се ни донесува више со тај квалитет, мора да е прскано. Има како не порано јабуките не можеш да најдеш без црвец. Јабука нарочно, крушо исто, секоја воше имаше црвче внатре. Не е во прав смисол секоја, ама... Еден земјоделец се огласи по реакциите на граѓаните за прсканите производи. Тој тврди дека според неговото искуство, голем дел од увезното овошје и зеленчук често се третираат за побрзо созревање и затоа истите не се ниту сочни, ниту зрели. Никој не може да докаже дека е прскана затоа што дека не се испитали лабораторици. А иначе јас тврдам, моје мислење, дека патлиџано или френката, кој сака не кажат, увозната од Албанија, да ти увезат 25 динара, што значи тоа е исклучиво зелена брана и прскана да узрее. Значи се што е увоз, да речеме? Мислам 90% да. А иначе додека мојата френка, нека ја исечат, пуна тава е вода, а нима да се стува барут. Што значи нема шанса да биде квалитетна. Инаку она што останува накрај како заклучок е дека граѓаните одсега ќе купуваат со отворени очи од продавачи што навистина им веруваат.